Исплачи се, мајко, ќе ти биде полесно. Ако солзите може да ја измијат душата и зацелат срцето, плачи. Секој што ќе ја дознае несреќната судбина на мајка Перуника Јовановска од Кичево, ќе си го помисли истото. Да може, секој од нас би дал парче од својата душа, само таа да успее да ја надмине болката што ја чувствува по загубата на двете своји чеда. Во една година таа изгуби и ќерка и син. Набрзо по извршувањето една година од смртта на незината прерано почината ќерка, утрото на 26 ноември, таа не ни предпоставувала дека незиниот 34 годишен син Маријан, наместо да стане да ги однесе децата на училиште и оди на работа, ќе замине на патување од кое никогаш повеќе не ќе се врати. Ова семејство до септември годинава живееше во кичевското село Лешница, во стара куќа која можеби нема да ја дочека предстојната пролет. Несреќа, дете ме изгоре, срцето ми изгоре. Срцето... Камо ја да морам на местото на овие децата, не беа без татко што да правам. Сакате верувајте, сакате не душа, денеска су жива, како да не су и човеко, без глада су. Што да правам? На телефонот пишуваше Маријан, мојот другиот брат, свртел од мобилниот на брат ми што бил починал. Јас му исклучив, мислев дека така ми звони. Повторно ми звонеше, кренав, брат ми помалиот, со пискање, ми соопшти, дојди побрзо, Маријан е починат. Јас веднаш за 5 минути дојдов, кој ќе вида што ќе вида. Спиејќи беше починат. Децата кога стигнав, брат ми беше во другата соба, децата овде близнаци пискаја. Плачеја. Ме молеа, те молам, тетичке, спаси го, татичко. Да, така ненадејно. Да носи децата нашко, дојда да ја разбудуваме, ко свика, брат му рече, мамо, Марко, рече, умрел, како вредете. Кога ти довести на дрво го најдов. Викнав нем за помош, доктори, ништо. Джавити од инфрат, констатираа така нешто. Ми ги оставам и 5 деца, ни мајка, ни татко, дете. 3 години таа жива не се сторила, ни дали се живи деца, ни дали прашала да видат како е, што е. Никој, ни мајка нејзина, ни татко, ни таја, никој. И сакам исто како моите деца. Ќе се борам до крај. Децата да останат покрај мене. Децава се под кирија, значи све што барам, да им се обезбеди некој дом и сигурност на дечињава, зашто под кирија не можат. Со што, Дарко, би бил ти најсреќен? Што да им? На стан. На ваш стан. И веројатно ваши соби, каде што ќе растете. А овој стан чиф е? Мики. Од еден Мики? Ова не е ваша. Вие сакате да си имате ваша и ваши соби, да? А во собите што сакате после да ви се намести? Кога ќе имате стан? Компјутери. Компјутери и играчки. Тоа е се што ви треба. И би биле среќни. Од кирија сме 5000 плачаме кирија. Детето оди на работа на приватно, кај ќе викне за да им ги обезбеди за јадење за... Ја не зема ништо, нема ни социјално, тој земаше социјално, се ќе скинат и тоа. Не земат пензија воопшто, мајка ми. А како живеат? Брат ми што работит, со тоа живеат. Кирија, сметки, нема. 5 деца се во прашање. Не е едно. Баре овие деца да правиме некако да се обезбедат, друго ништо не ме интересира. Еби да се најде нешто стан. Да се најде стануваат, баре баве за кирија, баре за јадење, чим купиш да јадат. Ми помагаат вака и доведе, вер ми е и там помош да сте помош, немој све да ти дај што ти треба. Ќе ги чувам до последно.
До последно чувам. Ја дете од мене не дела. Не. Па бараат и си бараат пакетчиња. Све си бараат, деца како деца. Купила некоја бицикла, и ја сакам, па и ја сакам, па другото. Ширка. Што најмногу сакате? Бицикла. Велосипед? Несреќата на 5 мали ангелчиња од Кичево, кои во ноември минатата година останаа сирачиња, ги допреа срцата на многу наши сограѓани. Веднаш по емитувањето на нивната сторија во Срце на дланка, нивната тетка Маријана доби старателство врз сите 5 внучиња, а овие денови треба да го добие и клучот од социјалниот стан кој е наменет за сите нив. Паралелно, на повеќе платформи се собраа и финансиски средства во земјава и странство, па наскоро тие со помош на нивната тетка и чичко планираа да купат и плат со куќа, каде во иднина ќе им биде покомфорно и ќе можат безгрижно да растат. Тие се уште од хуманите граѓани добиваат храна, средства за хигиена, облека и основни продукти за живот. А најсреќни се што наместо да плаќаат кирија, ќе може да имаат свој дом, а тие средства ќе ги пренаменат за секојдневни потреби за децата. Наскоро во Срце на дланка ќе имате можност да го видите нивниот нов дом и хуманитарката Александра која им вети дека истиот ќе го опреми со сите потребни електрични уреди. Валентина Колева од Скопје е загрижена самохрана мајка на 10-годишната Мила, која е родена со комплексна срцева мана. Досега ова мало девојче беше подложно на повеќе операции во низиниот еднодецениски живот. Валентина од самиот почеток се грижи сама за низиното дете. До неодамна во тоа и помагаше и низината мајка, која за жал ке рече таа ја изгуби под тркалата на несовесен возач, додека таа со Мила трчала низ болничките ходници борејќи се за животот на низиното мало девојче. Таа е вработена во приватна фирма со скратено работно време и едва го минува месецот, а во меѓувреме кај Мила се појавува потреба од нова интервенција во Турција поради значителна стеноза и дисфункција на тековниот канал на незиното срце. Таа интервенција и тековни снимања чинат 10.000 евра, што за оваа самохрана мајка во моментов е цело богатство. Валентина е очајна, помош нема од никого и се надева само на хуманоста од нашиот народ, за да ја помогне на низината зеница и таа да има безгрижно детство. А малата Мила и покрај тешкиот почеток на низиниот живот, чиниш го собрала сиот позитивен прав од овој свет и подготвена е и на најтешките битки само да биде иста како другарчињата. Таа и сега верува во низиниот идол, мајката Вале, зошто досега многу пати се уверила дека таа и последниот атом сила ќе го даде, само таа да оздрави и да може да ужива во животот. Се наоѓаме во Скопје, во центарот на Скопје, во станот на Валентина Колева, која што беше приморана да побара помош поради тоа што од таа помош зависи здравието на незината единствена дете. Валентина. Се уште ништо не сме кажале, а веќе забележувам солзи. Имаш сериозен проблем. Здравието на Мила е загрозено. Родена е со како дете со пречки во развојот, односно со вродена срцева мана. Што се случува? Кој е вашиот проблем? Проблемот е што мора да се смени кондоитот. Има вграден кондоит. Кондоитот треба да се смени, да се замени со байпас, кој што ќе продолжи да живее и да функционира со тоа, кој што ќе нема повеќе пречки, кој што ќе може да живее со тоа. И не пратија додиме во Турција, беше направена катетеризација во Систина, отварање на кондоитот за да може да се отпуши, меѓутоа незината операција не може да се направи во Систина, во Скопје, во Систина, во Истанбул. Истата болница што е во Скопје Систина.
разговаравме со докторот Ахмет, ми прати мел дека ја прифаќа и дека ќе оперира и дека ќе биде се во ред со бајпасот Доколку се направи таа операција. операција. Мила нема нормално детство, бидејќи има проблеми поради стенозата на срцевиот канал. Да. Што се случува? Како таа поминува еден ден? Кои се симптомите кои што делуваат да таа не може би изгрижно да расте? Не сме да има физичка активност, не сме да се замара многу, треба повеќе да одмара, да се храни добро, да избегнува вируси, повеќе да се одмара, да има одмор за да функционира срцето неизменно како што треба. Да има подобар имунитет? Да има подобар имунитет. Храната е многу битна, да се храни здраво за да има Што подразбира тоа? Како треба да се храни за да и биде здраво срцето? па повеќе со манџи, повеќе витамини, овоше. Варена храна и витамини. Вие дознавте уште откако ја родивте дека има проблеми со срцето? Кога се породив, ми ја даде од болница, беше се добро. После кога направив 40 дена падна во килажа. Многу беше лошо, многу плачеше, беше многу вознемирена, не знаев што е. Во Штип дојде докторка која ми кажа дека има тешка вродена срцева мана, кој што не пратија во Скопје хитно, од Скопје, од детската клиника Чадиковски не прати во Бугарија, затоа што тука немаше рентген. И кога отидовме во Бугарија, рентгенот кога го направивме ни кажа дека само може да се оперира во Америка и во Англија. Во Англија отидовме на операција и го ставија кондуитот. Таму беше добро, меѓутоа ми кажа дека незината тешка срцева мана, дека кондуитот може да биде до 7 години. После 7 години кога ќе почне она да се развива, може да се јави пак проблем кој што тоа треба да се замени. Тоа и се случи? Да, тоа и се случи. Сега кога бевме последно на контрола, докторката Валентина од детската клиника ми рече дека нешто не е во ред со прегледот, не упати во систина, кој што таму е низиниот доктор Владимир Чадиковски да ја направи преглед и да види дали може да се направи во систина интервенцијата. Оние припатија проба, меѓутоа кажа дека тоа е запушено, не може да се отпуши, дека треба да се стави бајпас за да низиното срце работи како што треба и дека понатаму што треба да се развива онакако другите деца. Вие праќате во училиште и сигурно ви се жали, има некои проблеми. Па Оттаму и нема, не знаете. сме имале до сега и докторката вика фала му на Господ што ја чува, значи до сега немала некои потешкоти, меѓутоа ако не се стави бајпасот може да се јави некое гушење и да не може да функционира понатаму и ќе биде многу лошо за нејзе. Единствениот спас во моментов за да не дојде до тој момент на гушење и нели Мила да го изгуби здравието, не дај Божи животот е одење во Турција и ставање бајпас на незиното срце. Да. Откриено е на време што треба да се направи, затоа на докторите им благодарам, што многу се грижат за нејзе, често одиме на контроли, често ги правиме редовните контроли за да не дојде до некој проблем на Мила. Сета грижа е моја, се трудам максимално за детето колку што треба. Седам на боловање. Вие сте вработена на скратено работно време, Да, но дали стигнуваат тие средства за да се насочите кон целокупното здравје на Мила, за таа здрава храна, витамини? па се борам некако за да достигнам до тоа.
пошто сум ете разведена и на таткото му кажувам дека треба да се труди, меѓутоа воопшто не се труди во тоа, не ги сваќа работите сериозно како што треба за детето. Тоа ми е најголемата болка и затоа се разведов од сопругот, затоа што воопшто не го интересира, не го засега детето. Целиот товар е од мене, од кога детето дознав дека е со срцева мана. Седев на болување колку што може, се грижев, правев и мислам дека и сега ќе успеам да отидам у Турција и да ја спасам, за да живее нормален живот. Мила, вие се во животот. Ке се борите до последен атом енергија да ни го спасите животот. Да. Колку чинеш операцијата во Англија? Во Англија, не знам, тоа беше, мислам, околу 10.000 долари операцијата. Колку би чинала сега во Турција? Вие треба таму да бидете 1 месец сместени, да се прават прво некои анализи. Треба да се прават анализи на детето, треба да проследуваме неколку дена во хотел, кој што Турција ни бара 10.000 евра да имаме на сметка, кој што ќе бидеме први сместени како што дознав во хотел, ќе прават рентген испитување, па после ќе оди на операција. И стресва таму што пак ќе се враќаме во хотел и кој што ни се потребни малку помош од граѓаните за да Мила го направи тоа. Вие во меѓувреме имавте помош и од вашата мајка, но... Да, имав од мојата мајка, ненајдено ја изгубив. Што се случи? Ја удри кола. Таа ви помагаше во грижата, во чувањето, Чувањето. додека бевте на работа? Да, она се грижеше од бебе за Мила, кој што сега исто ми е многу тешко што ја изгубив. Ете се соочувам со многу тежок случај, ја изгубив мајка ми, со детето се случија многу лоши работи. Сакам ова да замине и да нема веќе вакви солзи и проблеми, да се живеам со детето, да се има безгрижно детство, да биде со деца, да игра како што треба, да нема проблем, како што сака да спортува, сака да игра одбојка, да плива, да го има тоа. Да има безгрижно детство како и сите останати. Тоа ми е најголемата желба. Малата Мила, која што сака да игра одбојка, која што сака да биде и како сите останати деца, денес сака да ги замоли сите луѓе кои што ете ќе се обидат да ја помогнат. Која е твојата најголема желба, Мила? Да бидам како сите деца, да одам на одбојка, на пливање и да одам на скијање на снег. Сакаш да скиеш? Да. Ти сакаш многу да спортуваш? Да. А што те спречува да го правиш тоа? Заради моето срце, заради операцијата. А што се случува со твоето срце? Тоа е дека кога се роди имала сум нешто како не знам баш како да објаснам. Проблеми со срценцето? Да. Беше подложена на неколку операции. Да. Ти како се чувствуваш? Ете, кога одиш на училиште, кога имате физичко? Ако на училите си е се нормално, ако одам на физичко, јас само седам на столче. Не смеш да вежбаш? А сигурно би сакала да трчаш најбрзо од сите таму другарчиња. Како мислиш ли дека ќе заминете за Турција? Да. Како би го направиле тоа? Има ли мајка ти средства за да те однесе таму? Не многу. Како ќе заминеш? Со помош на
граѓаните од Македонија или од Скопје. Од цела Македонија. Ќе ги замолиш ли? Да, Што ќе ги замолиш? да ми помогнат да отидам во Турција. Кој ти е умилен спорт? Скијање и пливање. Скијање и пливање. Никогаш имаш отидено на базен? Да, Веројатно кога си одела на одмор? да. Да. Одиме со децата со посебни потреби, секоја година одиме во Струга и на Попова шапка. Требаше оваа година да одиме сега на 12-ти, меѓутоа не отидовме затоа што да не се замара, за да биде во Турција здрава. Имаше солзички во очите што сакаше да отиде. Таму е премногу убаво, има снегче, скија. Многу е убаво. Се дружи со децата. Имаат доста забава. Жал ти е што не можеш да отидеш на зимување оваа година. Но мораш да го задржиш имунитетот за да бидеш подготвена за во Турција. Валентина Колева од Скопје е загрижена самохрана мајка на 10-годишната Мила, која е родена со комплексна срцева мана. Досега ова мало девојче беше подложно на повеќе операции во низиниот еднодецениски живот. Валентина од самиот почеток се грижи сама за низиното дете. До неодамна во тоа и помагаше и низината мајка, која за жал ке рече таа ја изгуби под тркалата на несовесен возач, додека таа со Мила трчала низ болничките ходници борејќи се за животот на низиното мало девојче. Таа е вработена во приватна фирма со скратено работно време и едва го минува месецот, а во меѓувреме кај Мила се појавува потреба од нова интервенција во Турција поради значителна стеноза и дисфункција на тековниот канал на незиното срце. Таа интервенција и тековни снимања чинат 10.000 евра, што за оваа самохрана мајка во моментов е цело богатство. Валентина е очајна, помош нема од никого и се надева само на хуманоста од нашиот народ, за да и помогне на низината зеница и таа да има безгрижно детство. А малата Мила и покрај тешкиот почеток на низиниот живот, чиниш го собрала сиот позитивен прав од овој свет и подготвена е и на најтешките битки само да биде иста како другарчињата. Таа и сега верува во низиниот идол, мајката Вале, зошто досега многу пати се уверила дека таа и последниот атом сила ќе го даде, само таа да оздрави и да може да ужива во животот. И денес, тука од студиото на хотелот Лимак во Скопје, интересен соговорник со кој што сме на иста фреквенција во поглед на хуманоста и емпатијата. Човекот кој што има помогнато на илјадници луѓе, а дел од нив се и приказни кои што сме ги имитувале во Срце на дланка. Отец Оливер е мојот соговорник со кој што следните минути ќе разговарам на тема хуманост, емпатија и хуманитарност на нашиот народ, соработка на институции и слично. Навистина има многу социјални случаи кои што и такако има потребна помош. Меѓутоа, мене една интересна мисла ме трогна додека се подготвував за разговорот со вас, таа вели: но може некој да ти рече ти имаш вера, а јас имам дела, покажи ми ја својата вера без дела, а јас преку моите дела ќе ти ја покажам мојата вера. Посланието на светиот апостол Јаков, цитат од Светото писмо кое што и јас многу често ја кажувам и според која што можам да кажам и се водам на некој начин. Тоа е дека делото го краси човекот, така? Предпоставувам дека и по таа девиза се работите и се насочувате. Вие сте председател во храмот Свети Спас во Драчево. Да. Таму од секогаш служите, обслужувате или? Не. Значи, мојата прва парохија, мојата прва служба, да кажеме, во името на Бога беше во Мирковачко-Бањанската парохија, тоест во Скопска Црна Гора. Потоа бе во Зрениковската парохија, Горно Лисиче и веќе 18 години сум во Драчево. Имате помогнато доста и тоа не само на територијата на Скопје, туку низ целава земја. Па да, значи самата хуманитарна организација делува во цела Македонија. Реши се да нема град во Македонија каде што нема некое семејство кое што прима некаква помош од хуманитарната организација Свети Спас, меѓутоа
силом прилика, што викаат нели луѓето, бевме надвор од Македонија, чинам дека беше 2 пати да помогнеме. Првиот пат беше во Албанија, земјотресот во Драч 2019 година. беше во ноември месец. Да, крајот на ноември. И минатата година бевме 2 пати во Турција, нели со катастрофалниот земјотрес кој што за жал зема и многу животи, каде што исто така се обидовме на некој начин да им помогнеме оноку нормално колку што можеме. Тоа беше 2023 февруари. Да, минатата година. Она кое што јас можам да го кажам е дека обслужувате над 200-300 семејства во моментов, кои што се ваши како штетеници на кои што им снабдувате храна. Овака, значи, самата организација моментално има 2 акции, да ги наречеме, нели? Првата е помош со пакети во храни и во хигиенски средства, а втората е црковна народната кујна која што по Божја промисла и помош, нели, топол оброк, функционира нешто повеќе од 2 години. Црковна народната кујна моментално готви 210 оброци дневно, 6 дена во неделата, недела нормално дека нели кујната одмара. Меѓутоа дополнително низ цела Македонија праќаме и дел од Скопје, нели делиме месечно нешто над 240 пакети со цел нели да им се помогне самите тие да се изготват храна, заради тоа што во тие населени места, да кажеме во Скопје, моментално се уште немаме отворено пункт за поделба на топол оброк, тоест на готвена храна. Се надевам дека многу брзо ќе отвориме дополнителни пунктови во сите делови на град Скопје, а понатака со Божја помош и нормално со помош на народот, се надевам дека ќе отвориме ни цела Македонија за да можеме да помогнеме максимум што можеме. Тоа ние како хуманитарна организација се обидуваме на секој можен начин да им помогнеме за вработување. Една од главните цели на хуманитарната организација не е да им помогне само со храна, туку да ги вработи. Досега имаме многу такви среќни приказни каде што сме им помагале на луѓе на извесен период, па сме успеале да ги вработиме или пак тие самите се вработиле. Преку координација со компании? Претежно да. Претежно да. Има доста компании кои што фала му на Бога, нели, кога имаат потреба од работници, ни се јавуваат, ние нели предлагаме неколку луѓе идат на интервју и потоа тие одбираат нели кој е најкомпетентен нормално за таа работа. Од почетокот на хуманитарната организација до ден денешен тоа го следиме, дури едно од правилата кое што го има самата хуманитарна организација дека наш штитеник кој што прима помош смее да одбие максимум 2 пати вработување, доколку одбие третиот пат автоматски се исклучува од програмата. Зошто? Заради тоа што целта на хуманитарната организација е да им помогне на тие луѓе да застанат на носи, нели? Тоест да се осамостојат, да се вработат и самостојно нормално да си живеат, затоа што ниту една организација, мислам во светот, не може да помага цел живот на некое семејство. Така и ние не можеме. Меѓутоа се трудиме максимум што можеме да им помогнеме да дојдат до вработување. Нормално дека имаме и многу неработоспособни луѓе на кои што нормално дека нема да им понудиме вработување заради тоа што нели не можат воопшто да работат. Да одговорат на задачата. Да, така што да има семејства кои што некои семејства кои што се подолго во организацијата заради тоа што се неработоспособни, меѓутоа оние кои што се работоспособни, кои што можат да работат, се обидуваме што е можно поскоро во најбрз можен рок да им најдеме вработување. Самата организација за да прими некого во програмата за континуирана помош, збориме за континуирана помош, бара од семејството да извади документи дека навистина се социјален случај, затоа што може секој да дојде да каже мене ми треба помош, нели, меѓутоа треба тоа и да го докаже. Барем јас тоа така го разбирам. Затоа што сме имале случаеви во црковна народната кујна и во програмата каде што луѓе кои што имале средства сепак барале помош. И токму заради тоа, значи, она што ние го бараме е потврда од Управа за јавни приходи за возрастните, да видиме дали воопшто имаат примања, нели? И потврда од Центар за социјални работи, тие два документи ни се најважни за да докажат нели дека се корисници на социјална помош или ако сте неработоспособни, тогаш нели документација дека се неработоспособни. 9 години постоите, нашиот проект е 5 години веќе, 5-та сезона и добро се знаеме. Индиректно, веројатно ги следите и нашите стори и на дел од нив имате и одговорено позитивно со помош и донација. Ке го споменам семејството во Градец,
кој што ни го пријави Рената Николовска, со која што соработувате, и веќе е изградена куќата. Верувам имате и донација од странство. Да. Значи, досега проектот во Градец беше проект на хуманитарната организација Умиление. Ние како хуманитарна организација се вклучивме за да помогнеме колку што можеме, заради тоа што ние со Умиление ќе кажам дека сме сестрински организации. Целта ни е иста со претседателката Рената, која што ја почитувам како своја родена сестра. Мислам дека е една од најпрекрасните личности и човек со огромно срце кој што навистина сака да помогне. Значи, искрена е буквално за све и токму тоа ние го цениме. Самата организација досега за овие 9 години постоење има изградено 3 куќи од темел. Првата куќа беше во куќата што изгоре во Кучкарево. Тоа е едно село помеѓу Куманово и Свети Николе. Втората куќа беше куќата што изгоре во Нов Истевник во Делчевско, нели за време на пожарите, за жал пред неколку години. И третиот беше случај кој што и вие го знаете, каде што направивме дограба на 40 квадрати во село Бунаджик, кај самохраната мајка со 4 деца, кај Јулијана, да. Реновирани имаме многу, не знам дека се на 35 сигурно, 36, 37, нависна веќе не ги ни паметам. Меѓутоа, откако скокна цената на градежниот материјал и нели ги снемаме историите, да кажеме, за градба, речи си го сопревме тој проект за реновирање и изградба од проста причина што не можеме да постигнеме. Така што сега моментов самата организација се ориентира на храна, на хигиенски средства, по некогаш кога некој семејство ќе побара по куќнина или облека, нормално дека веднаш се вклучуваме, нели како што беше сега случајот во Волково. Во Волково, да. Каде што нели им беше потребна бела техника и инвертер, кој што фала му на Бога и благодарение на народот успеавме да го обезбедиме буквално за 12 часа, нели све што им беше потребно. Се надам дека некојаш нели ќе имаме доволно за да одговориме веднаш буквално на сите, а во исто време се надам дека и нема да има потреба. Дај Боже, тоа би рекла, дај Боже да нема толку социјални случаи. Организации, нели, целосно да згаснат сите до една и сите да живееме, нели, во еден прекрасен свет каде што ќе нема ниту гладни, ниту боси, ниту голи, ниту пак болни. Запознаени сте со случајот на Стојан Куцав од Волково, кој што на 23 октомври го изгуби својот дом. Верувам дека и таму сте вклучен и да, значи отидовме. Во изградбата ќе помагат. Отидовме, видовме, веднаш реагиравме со објава на нашата хуманитарна организација. Фалам на Бога луѓето, самите луѓе, нашата најголема сила, веднаш реагира, имаше многу споделувања. После неколку дена кога се слушнавме со Стојан, мислам дека ми спомна сума од околу 15.000 евра дека веќе се собрани. Да, веќе и поголема, меѓутоа зборам за неколку дена после објавата. Така што повторно ќе се заблагодарам на сите и ќе ги поттикнам, нели, ќе апелирам да продолжат да помагаат на сите случаи, заради тоа што ако ние не си помагаме еден на друг, за жал, нели, ќе нема кој. Затоа што не знаеме, утре можеби и нас ќе ни притреба помош и ако и ние веќе не сме помогнале, тоа со кој образ ние пак ќе побараме. Така е, тоа го констатираме со сите гости што ете се тука во студиото на Хотел Лимак, дека денеска сме можеби горе, утре доле, животот е тркало и треба да бидеме хумани и емпатични за да утре и нас ни се помогне. Како држава, колку што сум запознат, една од најсиромашните држави во Европа, нели би требало да ги поттикнеме фирмите да донираат што е можно повеќе, нели, на кај самите хуманитарни организации. Тоа можеме да го поттикнеме само со тоа што ќе ги ослободиме од данокот, нели, за донацијата кои што тие ја дале на хуманитарните организации. Не да ги оданачуваме дополнително. Така што самата влада ќе мора да направи напори како ќе ги поттикне фирмите да се вклучат во помагањето. Не збориме за помагањето на хуманитарната организација Свети Спас, затоа што не е единствената во Македонија, нели? Постојат многу. Значи во било која организација за таа храна да стигне онаму каде што треба, но и самата фирма да добие известни олеснувања, нели, како поттик не само да продолжи, туку да ја зголеми својата донација кон
луѓето на кои што таа им е потребна. Нема организација што сме одбиле да се видиме, да се сретнеме или пак ако дојде до тоа да потпишеме меморандум за соработка, нели. Така да кажеме, сега не знам дали смеам да спомнам организации, меѓутоа сметам дека нема со маркетингот да има никакви проблеми. Ние имаме одлична соработка со невладината организација Љубезност, со кој што соработуваме Ни буквално. гостуваше господинот Тони. Значи, ние соработуваме одлично во сите можни полиња. Многу често кога ни се потребни донации, они ни помагаат или пак они кога имаат потреба донации, ние им помагаме и таа соработка која што имаме, да, значи е прекрасна, можам да кажам. Исто така соработуваме со Адра. Исто, значи, прекрасни луѓе кои што навистина се трудат да помогнат. Ние сакаме да соработуваме. Ние сакаме да си помагаме едни на други. Пред малце споменавме, нели, ако не дадеш помош, нема утре ќе не можеш ни да ја бараш. Ние секогаш даваме помош на сите оние кои што сакаат вистински да помагаат. И секогаш сме соработували и ќе продолжиме да соработуваме. Со Легис, значи исто имавме одлична соработка со многу организации. Јас досега неам слушнато за организација која што направила злоупотреба и се надевам дека тоа така ќе остане, дека навистина сите ќе помагаат онака како што треба да помагаат и дека целта им е да помогнат со искрена и нелицемерна љубов на луѓето. Тоа е најважно. Верувам дека и ние преку Срце на дланка ќе имаме соработка и ќе помагаме на што е можно повеќе семејства. Заедно сме посилни од се. Знаете, има една анегдота приказна, како да кажеме, за стапчињата, нели, за браќата, таткото им дал едно стапче, вели, ајде скрши го кршат. Меѓутоа, ако им дал 5 стапчиња, не може да го скршат. Нели, значи, заедно сме посилни. Така што ако имавме една иницијатива со Тони од Љубезност, со Ванче од Адра, со Рената од Умиленија за создавање асоциација, сакавме да ја продлабочиме нашата соработка и верувам дека тоа ќе го направиме, нема да застанеме. Се надевам дека и самата држава, самите институции ќе се вклучат малце повеќе во помагањето, ако не можат сами, тогаш тоа нека го направат преку хуманитарните организации или преку невладините организации, без разлика, нели, како тие ќе решат, но важното што е? Важното е целта која што имаме да ја постигнеме, а тоа е да им помогнеме на сите и да дојдеме до оној ден кога повеќе нема да има гладни во нашата држава и воопшто во светот. Тоа ни е заедничка цел. Ќе ви имаме во предвид за сите стори, иако нели ќе следите и на ТВ екраните и на социјалните мрежи, па заедно да помогнеме на што е можно повеќе. Телевизија не гледам, но социјални мрежи да. Да. Ќе може да помагаме на што е можно повеќе семејства. Ви благодарам што одвоивте време и што дојдовте во Срце на дланка. Ви благодарам на поканата и се надевам на скора соработка. Драги мои, не се плашете од неуспехот, секоја грешка е можност за учење и раст. Бидете хумани, бидете емпатични, помагајте, па макар и да сгрешите. Верувајте дека ќе ви биде вратено на малку поинаков начин. Помагајте за тоа што нашето малко некому може да значи се. Валентина Колева од Скопје е загрижена самохрана мајка на 10-годишната Мила, која е родена со комплексна срцева мана. Досега ова мало девојче беше подложно на повеќе операции во незиниот еднодецениски живот. Валентина од самиот почеток се грижи сама за незиното дете. До неодамна во тоа и помагаше и незината мајка, која за жал ке рече таа ја изгуби под тркалата на несовесен возач, додека таа со Мила трчала низ болничките ходници борејќи се за животот на незиното мало девојче. Таа е вработена во приватна фирма со скратено работно време и едва го минува месецот, а во меѓувреме кај Мила се појавува потреба од нова интервенција во Турција поради значителна стеноза и дисфункција на тековниот канал на незиното срце. Таа интервенција и тековни снимања чинат 10.000 евра, што за оваа самохрана мајка во моментов е цело богатство. Валентина е очајна, помош нема од никого и се надева само на хуманоста од нашиот народ за да ја помогне на незината зеница и таа да има безгрижно детство. А малата Мила и покрај тешкиот почеток на незиниот живот, чиниш го собрала сиот позитивен прав од овој свет и подготвена е и на најтешките битки само да биде иста како другарчињата. Таа и сега верува во незиниот идол, мајката Вале, зошто досега многу пати се уверила дека таа и последниот атом сила ќе го даде, само таа да оздрави и да може да ужива во животот.